Бајколент. Аудио бајке. Селанецот и орелот. Еднаш, еден селанец си одеше дома изморен од долгиот ден работа на нивата. Додека минуваше низ шумата, слушна еден чуден звук придружен од шумолење на лисја. Сигурно некое животно си копа дувло, си помисли и продолжи по патот. Но, како што чекореше, така звукот стануваше се погласен и поочајнички. Обично, верверичките и зајаците се стивнуваат кога ќе слушнат дека некој им приоѓа, си помисли селанецот. Тој многу време минуваше во природа и знаеше некои работи за животните. Љубопитен, ја напушти патеката и навлезе подлабоко во шумата. Одеднаш се слушна крескање од зад една грмушка. Кре! Еден голем орел се врткаше наоколу, обидувајќи се да се ослободи од мрежата во која беше заробен. За жал, колку повеќе се врткаше, толку повеќе се заплеткуваше и толку повеќе мрежата се стегаше околу него. Селанецот се сожали, па клекна и рече: "Кутриот орел, биди мирен, немој да трепташ. Ќе те отплеткам од мрежава, слободен да леташ." Орелот како да ги разбра зборовите на селанецот и престана да прета. Човекот го извади од својата торба српот со кој жнееше на нивата и внимателно, за да не ја повреди птицата, ја пресече мрежата. "Летај, орелу, слободен си сега. Пред да се вратат ловците, бегај." Орелот ги рашири своите крилја и летна високо низ гранките. Следниот ден, вмугри, селанецот замина на нивата да работи како и обично. Копај ваму, жнеј таму, до пладне веќе се измори. Бидејќи беше топол ден и немаше ниту едно облаче да го заштити од врелото сонце, тргна да бара сенка. Во близина најде една напуштена куќа без врати и прозорци. Куќата немаше ни покрив, но зидовите се уште стоеа, а зад нив беше пријатно и свежа. "Ке се одморам тука", си помисли селанецот. Па седна, се потпре над зидот обраснат со бршлен и со мека мов и си ја спушти шапката на лицето. По неколку минути тој веќе гласно рчеше. Одеднаш, едно гласно крескање ја распара тишината, а некој му ја грабна шапката од главата на селанецот, при што тој се разбуди сепнувајќи се. "Еј, кој е тоа?" свика човекот срипувајќи на нозе. Беше многу изненаден кога си ја виде шапката во канџите на еден орел кој одлетуваше. "Како само се осмелуваш? Веднаш да си ми ја вратил." Како да разбра што му кажа селанецот, орелот слета на ливадата неколку чекори од него, но не ја испушташе шапката. Човекот се стрча кон него, но птицата веќе му беше на дофат кога орелот повторно одлета и слета неколку чекори понатаму. Ова се случи неколку пати. И тогаш човекот го препозна орелот кој го ослободи вчера од стапицата, па избувна гневно. "Добрината со добрина се враќа. Треба да сватиш. Јас те спасив и не заслужив со ништо вака да ми вратиш." Одеднаш се слушна силен тресок. И огромен облак отправ се издигна од местото каде што стоеше куќата. Куќата се урна, а на нејзиното место немаше ништо освен куп камења. Зидот на кој се одмораше селанецот беше срамнет со земја. Тогаш орелот долета до него и ја положи шапката пред неговите нозе. "Орелу, пријателе верен, прости што не можев да видам. Ако не беше ти, сега сигурно немаше веќе жив да бидам", извика човекот воодушевен. Со својот остар вид, орелот сигурно ги забележал пукнатините во старите ѕидови, па сакал да му помогне за да му се одолжи за она што го направи за него. Орелот ја наведна главата и му дозволи да го погали. Потоа, со крик кој звучеше како "Збогум!", се вивна во небобјект додека селанецот му мафташе мрморејќи си. Секој треба како може, како знае да враќа за добрината. Тоа го сватив денеска. Ете, тоа е вистината. Приказната заврши, но авантурите продолжуваат. Претплатете се за да ја откриеме следната приказна заедно.